Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски го искритикува обвинителството дека не гони и не постапува по пријавите што им ги пушта полицијата. Поранешни министри, екс-премиер, директори и функционери за кои полицијата поднала пријави до јавното обвинителство, ќе треба да ја вратат пари на државата ако се докаже корупцијата, но обвинителството не постапува по нив и не може тоа да го овозможи, информира Тошковски во интервју за МИА. Тој вели дека граѓаните не можат да видат процесна правда, иако полицијата открива и пријавува корупција. Во делот од предметите каде што, како Министерство за внатрешни работи сме поднеле кривични пријави против поранешни функционери со доста голем број на докази, издржани кривични пријави, навистина. Повеќе од година дена помина за делот од предметите за кои што имаме поднесено кривични пријави со издржани докази. Не гледам никаква информација, ниту пак исчекор од страна на јавното обвинителство, што навистина ме загрижува за одредени предмети, особено кои што се однесуваат на високи функционери од претходниот временски период. Наредниот период ќе покаже дали судот ќе се ја заврши работата како што се ја заврши полицијата за трагедијата во Кучани. Од доказите произлезе обвинение кое опфаќа 35 луѓе и чека на оценка во кривичниот суд. И обвинителството за овој случај сработи, на потек е судот, констатира министерот во однос на државните системски грешки утврдени по трагедијата. Тој вели дека за 6 месеци, ниту за една година, проблемите не може да се решат со златно стапче, бидејќи години наназад се таложеле. Обвинителството поднесе соодветно обвинение во врска со овој случај, така што сега останува на судот врз основа на сите собрани и доставени докази до него да ги превземе сите оние процесни дејствија кои што е потребно да бидат превземени од страна на судот. Во 2025 МВР имало разоткриено 3 криминални групи кои што се занимаваат со нелегална трговија на дрога, не само внатре во Македонија, туку и надвор од земјата. Министерот Тошковски уверува дека последната година и пол МВР се бори против корупцијата и системските грешки за кои со години никој не одговарал пред законот.